го има се почесто во најразлични форми, од физичко, психолошко до сајбер насилство. Остава и различни последици кај децата. Дотолку повеќе треба гласно да говориме за да можеме да ги заштитиме и да им овозможиме здрав раст и развој, барем кон тоа целиме сите ние како општество и родители од друга страна. На оваа тема разговараме со Марија Конеска, психолог и честа гостинка во утринската програма, кога сакаме да опфатиме теми кои што не засегаат сите и на кои што ни требаат добри одговори кои ќе ни дадат предлог решенија. Благодарам за достапноста и отвореноста за разговор во утринската програма. Благодарам на поканата и добро утро за гледачите. Најразлични аспекти на меѓуврсничкото насилство, Марија, сакам да отвориме утрово. Нешто што го прочитав изминативе денови, а лично еви како родител ме загрижи, бидејќи се случува во моментов во Србија. Сега ќе кажеме се случува во Србија, што тоа нас не засега. Имајќи предвид колку се мокни дигиталните алатки и колку негативните трендови брзо се шират, се чини дека треба да проговориме гласно на оваа тема. Што се случува? Учениците се почесто скенираат етикети на своји соученици и ги смејуваат на социјалните мрежи ако обликата не е брендирана. Трендот е насловен колку чини вашиот аутфит. Споменав и во најавата. Се поприсутен е, само облиците се менуваат. Така е, да. Булингот дефинитивно е се поприсутен, односно меѓуврсничкото насилство помеѓу децата, односно помеѓу учениците. Нешто со кое се соочуваме сите заеднички, дефинитивно не би требало да кажеме се случува во Србија или се случува, не знам, во Украина, војната во Русија и ние не треба да се грижиме. Дефинитивно блиску сме, да кажам, ако не е друго, но дефинитивно дигитализацијата и општествените промени влијаат на целиот свет, исто така, како на нив, така и на нас. И дефинитивно и кај нас сигурна сум дека се случува во училишните клупи, ова што го споменавте, што се случува и во Србија, само се уште не е актуализирано или пак се уште не е слушнато до нашите уши. Постои разни форми на меѓуврсничко насилство и се повеќе и повеќе нови форми се појавуваат за кои сами не сме свесни и особено како родители, особено и како наставен кадар и како стручен кадар се зачудуваме многу пати кога ќе слушнеме или видиме одреден вид на насилство кое го применуваат децата, има една таква плејада и таква креативност која дури не е веќе осудувана. Може би и затоа се случуваат се повеќе и повеќе форми и се повеќе и повеќе е зачестено. До некаде дури и многу видови на насилство кое се случува врз одредени деца кои се добро воспитани, со добри воспитни компоненти кај нив применети од родителите. Во тој случај имаме се позачестени различни форми, а стануваат и реалност во одреден аспект. И вашите колешки и од Куманово и од Струга слушнавме дека размислуваат многу слично како и вие, дека апсолутно треба да се вклопат сите чинители проактивно да делуваат за да може заедно да се бориме против меѓуврсничкото насилство. Стандардизиран протокол за постапување во училиштата има, но ретко кое училиште се држи до него. Така, да, имавме пред одреден период, нели со случувањата назад изминатава година, се изработи стандардизиран протокол на кој начин да се постапува и колку што сум информирана како психолог во училиште, дека ќе имаат стручните соработници и наставниците обуки, веќе од следниот месец ќе спроведуваат обуки како да постапуваат, односно како да го откриваат меѓуврсничкото насилство помеѓу учениците и на кој начин да пристапуваат и да постапуваат и со учениците и со родителите. Но ете можам да кажам дека за мене се уште не е видлив и јас бев дел и знам дека се случуваше изработка на еден таков протокол, но колку сето тоа ќе се примени во пракса и на кој начин ќе се примени и колку ќе биде исконтролирано, дали сето тоа ќе донесе ефект, ќе видиме накнадно кога ќе почнеме да ги применуваме мерките, ако навистина седнеме и се подзамислиме пред се како родители, да седнеме и да си ја изработиме нашата улога во однос на оваа тематика.
Го споминавте во еден сегмент од одговорот препознавањето на меѓуврсничкото насилство. Работите со деца, имате постојан контакт со нив, ако порано жртвите на булинг се забележуваа по физичките последици, односно модринките, сега многу поретко се забележуваат, бидејќи се поприсутно и психолошкото насилство, кое исто така остава трајни последици. Кои се знаците кои укажуваат дека нашето дете или нашиот ученик е жртва на меѓуврсничко насилство? Така. Постојат многу знаци кои се многу заскриени и кои е дури тешко да се видат, односно децата не изразуваат. Од друга страна пак мораме да го напоменеме и фактот дека децата се многу оддалечени од нас како родители. Така и функционира веќе општеството. Родителите имаат постојана работа, постојано се запатени со работни обврски, живеат во едно стресно време и дури и не забележуваат, особено кај адолесцентите, дека се случува еден вид на психолошко насилство врз нивното дете. Но оно што може да се забележи, што мора да се освестиме, да се разбудиме како родители и како наставници и да почнеме да трошиме, да кажам, повеќе време и внимание на нашите деца, за да увидиме што се случува во нивниот живот, бидејќи се случува дефинитивно, на 90% сигурно се случува нешто, односно и време во кое треба да обрнеме внимание и да увидиме. Најчести знаци кои можеме да ги забележиме, не станува за на училиште, не сака да оди на училиште, го намалува училишниот успех, не сака да разговара за тоа како си поминал на училиште, што се случувало во училиште, или за другарите, кои ти се другари, не излегува како предходно. Во училиште, оно што можеме да го забележиме, еве, например, ние како психолози можеме да поминеме по ходниците пред да излезат децата на голем час, да поминеме пред училниците и да видиме кое дете ќе остане само внатре, нема да биде повикано. Кое дете на голем одмор ќе биде настрана и ќе стои само. Можеме исто така да поминеме и на часовите кое дете седи само во клупата, на кое дете му се обраќаат на одреден начин, ако пристапиме со тема на дискусија помеѓу децата. Исто така и во тој случај можеме доста да забележиме кон кое дете се и на кој начин пристапуваат децата и кое дете доживува страв, срам, некој немојк. Стравот, срамот и немојкта исто така може да се забележи и во домашните услови, односно ние како родители можеме да го забележиме кај детето, со оглед на тоа дека не поминуваме доволно време, добро е тие знаци да се забележат додека е на улица со другарчињата, помалите дечиња, или пак дете кој е во адолесценција и е постојано на социјалните мрежи. И дефинитивно и ќе препорачам и да чепкаме и по мобилните на децата. Родителите кои што ќе забележат дека нивното дете е жртва на меѓуврсничко насилство, индиректно и тие се чувствуваат злоупотребени. Кај нив се јавуваат најразлични емоции, Марија, од лутина до тага, агресија, сите можни чувства им поминуваат бидејќи се немоќни во ситуацијата да го заштитат своето дете. Како да постапат родителите? Како да си ги заштитиме саканите? Се извинувам. Родителите кои добро си ги воспитуваат своите деца, најнапред чувствуваат немоќ, чувствувајќи и размислувајќи дека не си завршиле доволно својата работа како родители. Но дефинитивно максимално дале се она што е потребно да израснат едно доблесно со вредности дете, ама тоа не е доволно за денешното општество. И тука чувствуваат веќе и без, бидејќи не можат, не знаат и не сакаат на поинаков начин да го воспитаат своето дете или да го пуштат во општеството и со некои несоодветни однесувања и навики кај нивното дете. Општеството само налага да се браниме на разноразни начини и начинот на кој нели функционираат луѓето надвор околу нас, така да и ова е еден дел во кој ете и родителите се чувствуваат на тој начин и со право се чувствуваат на тој начин, но
пристапот од страна на родителите, мирно, спокојно, не изразувајќи го својот бес, не изразувајќи ја својата немоќ, ќе му помогне на детето полека, дефинитивно полека, не може веднаш, колку и да сме ние трпеливи и смирени, полека да создадеме еден вид на одбранбен механизам кај нашето дете, заедно со доблестите и вредностите кои ги поседува. Односно, градење на самодоверба кај нашето дете и издигнување на оние потенцијали и вредности кај нашето дете кои ги има и со кои може понатаму да се бори. Тоа не е лесно, бидејќи период кога на детето најмногу му требаат другарчињата и ќе наоѓа разноразни начини да биде поблиску до своите врсници, но друга страна како родители треба да се вложиме и во тој дел детето да биде во круг на деца, особено во основно, додека е во основно, да биде во круг на деца или во едукативни групи каде што размислувањето и вредностите и начинот на однесување е поблиску до она на кое сме го воспитале и нашето дете. На тој начин можеме да му помогнеме да излезе од тој страв и немоќ нашето дете, за да може на некој начин да ги издигне оние вредности кои ги има. Инаку само постојано оставајќи во таа група во која функционира како што каде што го навредуваат психолошки или физички, нема да може да се изгради, туку ќе гради само се пониска самодоверба. Единствено треба да го научиме и на одбранбени механизми на кои дотогаш не сме го научиле, за да се одбрани од таквите дечиња. Затоа што може системот веднаш да направи, можеби и добар е примерот со тоа што се случува во моментов во образовниот систем во Србија, иако сите тие реформи кои што во моментов се прават се последица на сите случувања од мај годинава, некој ќе кажа доцна е, но ајде ние да делуваме превентивно. Станува збор за одредена промена во образовниот систем во кој што фокусот се става на емоционалната интелигенција. Многу настрана се трага и математиката, и македонскиот јазик, поточно во моментов српскиот јазик, и се става фокусот на тоа како децата да развијат емоционална интелигенција за да може да комуницираат. Дали е ова време и ние да размислиме сите оние предмети да ги тргнеме малку по страна, повеќе да размислуваме на тоа како да создадеме здрави личности. Да, дефинитивно, па и од секојаш било време. Ние како психолози одамна апелираме на тоа да се внесе, ако не предмет, во наставна активност или било каква активност која може дополнително надвор од часовите да се спроведува за помош и поддршка на менталното здравје кај децата. Односно, разговаравме токму и за предмет емоционална интелигенција во основно образование, кој би бил доста ефективен и би учеле децата на кој начин да ги контролираат и да се справуваат со своите емоции. Односно, пред се да ги препознаваат, затоа што и децата кои прават булинг и извршуваат насилство врз другите деца, не се научени на едни други емоции, не ги препознаваат или не знаат на кој начин да реагираат, па чувствуваат многу повеќе немоќ од тие другите деца, да кажам, на кои е извршено насилството. Така да, многу е битно да се обрне на двете страни внимание, односно да се едуцираат дечињата. Најнапред секако сите ние како родители треба да си ги воспитаме и едуцираме децата од дома. Емпатијата, односно емоционалната интелигенција се развива од почетокот на 2-годишна возраст со развој на емпатијата. Емпатијата се развива дома, од примерите на родителите. Но, ако тоа го немаме, а се помалку и помалку го имаме, ако немаме развиена емоционална интелигенција или па вредности кај дечињата, ајде како образовен систем да почнеме да го правиме тоа, да направиме нешто за тоа се пак наши деца, да направиме нешто да ги едуцираме и да им помогнеме да се справуваат со емоциите со кои не можат секојдневно, а со тоа да помогнеме и на родителите и да ги повикаме секако и родителите да почнат да работат на ова поле. Колку тоа не треба да се прави само во пракса со
разговори. Вчера на оваа тема разговаравме со колешките во редакцијата. Една од нив посочи многу интересен пример кој што не го сватив здраво за готово во моментов, меѓутоа кога го размислив сватив дека можеби е супер решение. Вели, набавете им домашен миленик, однесете ги на земјоделско земјиште каде што ќе треба да растат одреден производ и во моментот кога ќе научат да гаат растение, да гаат љубов кон животно, тогаш со емпатијата сме завршиле работа. И навистина е така. Да, и како психолози ова е дел од препораките, ова е еден дел од препораките кои ги препорачуваме на родители и на деца, за да можат да го пренасочат вниманието, како што кажав и нели, приклучете ги децата во едукативни групи или во групи на деца кои се слични на нив. Во случајов приклучете ги децата да се чувствуваат вредно, да чувствуваат дека прават нешто свое и дека се самостојни, место каде што нема да бидат навредени, туку нивните вредности и доблести ќе излеза на виделина и место каде што ќе бидат постојано прифатени. Така да тоа доста ќе ги издигне како личности и ќе ги покрене. Тоа е еден начин, но многу повеќе начини треба да се применат генерално и на општествено ниво. И сосема за крај, може би ова исто така совршен момент да апелираме дека релацијата професор-родител не треба да се сведе на надмудрување кој повеќе и подобро знае. Многу често се случува да, таа релација токму така да биде таа релација меѓу професорот и родителот или па класен раководител и родител. Професорот вика ние правиме се што можеме, ние не сме родители на децата и не треба да бидеме, тоа е ваша задача, нели се случува така да кажат. Од друга страна, родителот, каде сте вие да внимавате на нашите деца, како образовен систем, да ги воспитате нели на вредности. Сите носиме одговорности. Префрлањето на топката нема да ги реши предизвиците на нашите деца и пред се проблемите. Предизвиците преминуваат во проблеми кои се многу потешки да се решат, така да секој да си преземе одговорност. Сите ние биле професори, биле стручни соработници, сме и родители. Кога ќе дојдеме во училиште како стручни соработници и професори, може едно да кажеме, ама ајде да се вратиме во училиштето кај нашето дете, да видиме што ќе кажеме како родител токму на исто наши колешки и колеги. Така да мора тука да си преземеме сите одговорноста, затоа што сите заеднички ја носиме. Ова е тема која што е постојано, за жал, актуелна, но целта на јавното говорење е да ги менуваме работите. Имаме застрашувачки податоци и во однос на булингот, и во однос на семејното насилство, но како растат децата, ја трансформираат агресијата. Целта, само метата се менува. Затоа треба да говориме гласно. Дефинитивно, јас сум навистина задоволна и среќна. Еве, македонска телевизија, морам да ја посочам. Многу ретко гледам телевизија, ама кога ќе пуштам телевизора на македонска телевизија, секогаш има едукативна содржина. И навистина на македонска телевизија гледам дека навистина се зборува гласно. Има и доста кампањи кои говорат гласно. Нели, Мак Петровек има добра, одлична кампања. Крени глас, мислам дека се викаше една друга кампања и ние психолозите доста говориме и работиме на одредени теми и постојано сме отворени, но пак ќе кажам, веројатно не допираме доволно до родителите. Се размислуваме колку повеќе и што уште треба да се направи за да се говори поблиску до родителите од мала возраст, да покренеме да воспитуваат и градат кај нивните деца вредности. Тоа се сите алки кои треба да функционираат за да прават промени. Благодарам, Марија, за гостувањето во Македонија на утро.